И добро вечер, драги гледачи, добредојавте во уште едно издание на Тешки муабети Среда Едишн. Со мене Милош Милошевски. Вечерва со нас во студиото ќе бидат и градоначалникот на општина Карпош, господин Стефче Акимовски, и се разбира уредникот на Инфомакс Александар Митовски. Во секој момент очекуваме да почне вонредната пресконференција во владата на Република Македонија, која што во моментов мојот бивш колега Хоџа ја најавува. Останува да видиме за што ќе се говори на пресконференцијата, па потоа со коментар ќе се вклучиме назад во живо. Ги повикувам град Скопје, регулаторна комисија за енергетика и комисијата за заштита на конкурентност во најбрзо време да дадат позитивно мислење со што ќе се створат услови за целосно функционирање на ЕСМ со топланите. Обезбедени се финансиски средства за потребните енергенси за топлинска енергија. Во однос на електрична енергија, и малите потрошувачи ќе добијат сигурна, стабилна и континуирана испорака на електрична енергија. 80% ја субвенционираме сметката за електрична енергија за 650.000 домаќинства, а над 70.000 компании и други правни субјекти, така наречени мали потрошувачи со промет годишен до 2 милиони евра, ќе добијат субвенционирана електрична енергија која е 3 пати пониска од берзанската. Дополнително донесовме одлука на регулиран пазар да бидат и основните и средните училишта на територијата на цела држава, без разлика што обврската за обезбедување на образовниот процес е на самите општини. Исто така донесовме одлука со која сите јавни здравствени установи ќе бидат обезбедени со електрична енергија преку ЕСМ продажба по поповолна цена од берзанската, затоа што грижата за граѓаните и обезбедување на здравствена заштита е императив на оваа влада. Владата се грижи за сите подеднакво. Оваа криза рековме дека заеднички ќе ја пребродиме, како што ја пребродивме и ковид кризата. Ја користам оваа прилика покрај овие одлуки кои вечерва ги донесовме за справување со енергетската криза, да апелирам до сите граѓани да продолжиме со мерките за штедење. Секој киловат час заштеден електрична енергија значи заштеда на нашиот буџет и повеќе пари за инвестиции во нови енергетски и инфраструктурни проекти кои што ќе го подобрат во иднина снабдувањето со електрична енергија и ќе го подобрат квалитетот на животот. Заврши времето на изобилие со електрична енергија во Европа. Сега е време на штедење и тоа штедиме за да имаме електрична енергија. Утре, како што знаете, почитувани, имаме седница за претенички прашања во собранието на државата. Сакам да им укажам на собранието и на претениците од сите политички партии да се одважиме заедно и конечно да се обединиме за интересот на граѓаните. И пред започнувањето на седницата да се изгласаат законот со кој се обезбедуваат финансиски средства од ЕБРД, пари одобрени од ЕБРД за справување со енергетска криза на Република Северна Македонија по исклучително поволна каматна стапка, измените во законот за енергетика и законот за нафта и нафтени деривати и усвојување на кризната состојба. Ова не е време за политички поени, туку е време за разум, солидарност и социјална грижа. Ова е само прв сет на одлуки на економско-енергетскиот совет. Како што ветивме, се грижиме за наливите категории на граѓани, кои ќе бидат поддржани преку соодветен сет на дополнителни мерки кои што наскоро ќе бидат објавени. Ви благодарам. Благодарам, премиере.
Новинарските прашања се наред, повелете. Микрофонот само ве молам, Ирена. Прашања, ако сега немаме ваква слика, Повели, Ирена. Бидејќи рековте лиценца за производство на топлинска енергија, тоа значи дека преговорите со Адора се при крај за одземање на топланите Исток и Запад? Преговорите со Адора се одвиваат помеѓу ЕСМ нормално и Адора, кој што бидејќи ЕСМ треба да го преземе затоплувањето на градот Скопје и согласно со законските одредби, како што веќе ги кажав, врз основа на законот за енергетика, ќе бидат топланите ставени во функција за загревање на градот Скопје. Од закуп ќе ги земе државата или? Државата ќе ги земе согласно член 6 од законот за енергетика и нормално дека согласно со закон ќе го плаќа закупот кој што следува согласно со методологијата определена од регулаторна комисија. На Адора се сложни за тоа бидејќи инсистираа за продажба на овие топлани. Продажбата е нешто друго. Таа се прави врз основа на постапка. Вие знаете дека ЕСМ е државна компанија, односно акционерско друштво во државна собственост, и кога ќе бидат спроведени сите постапки за купување на одреден инвестициски објект согласно со закон, тогаш ќе може да се влезе во финални преговори, потпишување на договор и преземање на собственоста и управувањето комплетно со топланите, бидејќи тие представуваат еден дел од целиот систем на затоплување на градот Скопје. Повеле, Александар Повеле. Добро е, дали ќе ги национализирате Адора и кога ќе ја донесете таа одлука ако инсистираат на продажба, а не на закуп? Бидејќи не е едноставен процес, не е да ги земете топланите, да ги национализирате и утре да произведуваат парно грејење. Значи, законот е многу јасен за енергетика, како и законот за управување со кризи, така да врз основа на законски одредби ќе се изврши преземање на топланите и затоплување на градот Скопје, се разбира со плаќање на сите надоместоци кои што следуваат во такви услови на собственикот. Национализација е нешто сосема друго. Добро, бидејќи проблем е гасот, имате преговори, рековте, со Србија, меѓутоа дел од експертската јавност потенцира дека да се снабдува, да се испорача тој гас од Србија, дека не е возможно, бидејќи договорите на Србија со Газпром се точно јасни дека Србија не може да врши препродажба на тој газ. Како планирате да го добиете гасот од Србија и за каква цена станува збор, со оглед на тоа, бидејќи се изјасните дека тукашните цени се многу повисоки? Најпрвин, ние ги имаме донесено сите одлуки и одобрено меморандум за соработка во однос на оваа тема која што вие ја поставите. Второ, не се работи за купо-продажба на газ, туку се работи за размена на газ за електрична енергија, бидејќи вие знаете дека ние имаме когенеративна централа која што работи на газ, а Србија има резерви на газ, односно складишта за газ, кои што може да бидат искористени за производство на електрична енергија во нашата централа. Врз основа на договор кој што се преговара и за кој што се уште не е финално договорено, бидејќи треба да се од страна на Србија проверат сите претпоставки за негово успешно реализирање, ќе се реализира доколку за тоа постојат 100% шанси да биде реализирано. Нашите тимови и во моментов преговараат, тоа ќе продолжат да го прават и во текот на утрешниот ден, како што впрочем го прават и во сите изминати денови, и штом ќе имаме резултат, тогаш ќе биде соопштен на граѓаните. Да, ама еве претходно Сабајле во вашиот советник Андонов кажа дека ќе купуваме ние газ, а ќе продаваме струја на Србија. Тоа мислам дека тоа е размера. Значи Србија без проблем ќе има можност да го испорача гасот доколку го стигне до договор. Србија ќе треба финално да каже што може да реализира од претпоставената конструкција која што се прави во однос на размена на газ за електрична енергија. Добро, додека сме на истата тема, јас само кратко мислам дека ќе ни треба став од тоа од лидерот на опозицијата што предлагаше понуди за решавање на енергетската криза, како коментирате? Значи прво од тоа што го слушнав од претседателот на ВМРО ДПМН, јасно е дека тој многу внимателно ги има следено сите пресконференции кои што јас ги имам држано и сите изјави на оваа тема. Исто така внимателно ги има следено и изјавите на министерот за економија, на вице-премиерот за
економски прашања на директорот на ЕСАМА и денеска направи добар сублимат од тоа што ние сега имаме кажувано. Така да јас веќе повикав со оглед на тоа дека владата донесе конкретни мерки, утре пратениците да ги изгласаат законите кои што се потребни во однос на непречено снабдување со енергенци на граѓаните. Добро, при мене, ако нема другите колеги прашање на оваа тема, би сакал јас да прашувам нешто надвор од темата, бидејќи не секогаш како новинари можеме на транспарентен начин да ги добиваме одговорите кои што се и баш тие одговори каде што се ветува дека ќе има повеќе транспарентност, а тоа е потрошување на парите на граѓаните. Јас лично сум работел на две теми на ова за овие за транспарентноста и во ниедна од тие теми не сум добил вистински одговор од владата, од вашиот кабинет или од вас лично. И првата тема ми е тоа што заедно бев и јас дел од тие членови новинари кои што бевме во Белград. Таму се потрошија околу 400.000 евра. 70.000 евра за една македонска вечер, каде што ние како новинари видовме што имаше во таа вечер за да се потрошат 70.000 евра. Се вративме во хотелот гладни. Може ли да добиеме одговор како новинари? Каде се потрошени тие 400.000 евра и точно за што се потрошени? Може извештај да го добиеме, бидејќи тие се пари на граѓаните. А ние кога прашуваме, не прашуваме за нас, дома да ги земеме тие информации, туку да ги известиме граѓаните како и каде се трошат нивните пари. Ова ми е првото прашање за едната тема, после за другата. Ова прашање јас ќе ви го одговорам. Прво, целата сума која што ја кажувате, таа вклучува и поддршка на нашите винари кои што беа на сајмот. Бидејќи се работеше за најголем сајм во Европа вински, 42 винари и 3 дестилерии учествуваа од Северна Македонија таму, бевте, можете да видите. Второ, имавме цела рекламна кампања, која што беше направена и на македонски, и на албански, и на српски јазик, и која што одеше во етерот, нормално на социјалните медиуми, со оглед на забраната која што имаме тука за рекламирање и кој што ги промовираше македонската храна, македонското вино и македонскиот туризам. Инаку сите фактури, откако ќе бидат процесирани, тие се дел од системот за отворени финансии во државата и нормално дека секој ќе може да ги види. Мене ме зачудува фактот што велите во однос на транспарентноста, бидејќи само пред еден месец владата, институцијата која што јас ја предводам, односно тука каде што сме, беше оценета со процент на транспарентност од 100, значи 100% ефикасност. Се што требало да биде објавено, било објавено и нормално дека и ова ќе биде објавено. Во однос на македонската вечер, вие бевте сведоци дека таму имаше сигурно над 400 гости од сите држави кои што практично се дел од Отворен Балкан, меѓутоа и од држави кои што се надвор од регионот. Имавме навистина едно успешно представување на нашата држава, бидејќи во центарот на соседна земја да направите промоција на се што е македонско, за мене е навистина голема работа. Таму беа голем број наши компании, како од винскиот сектор, меѓутоа дојдоа и компании од другиот сектор. Таму постоеше можност за умрежување, постоеше можност за разговор и на политичко и на економско ниво, бидејќи и сами бевте сведоци дека беа представници и од Европска унија и од Соединетите американски држави и сметам дека тоа беше исто така една успешна промоција. За точните суми, штом ќе бидат обработени фактурите, тие се дел од јавните финансии. За колку време? Микрофонот само ве молам. Јас ќе прашам во трезорот и тогаш ќе можеме ќе дојдете и ќе ги погледаме. Добро, и второто прашање ми е бидејќи ево тек можеби и не е коректно, ама ви најавувам дека ќе покажеме дека иако повикувате како влада дека треба да се иде да штедиме, дека ќе имаме криза, едно, друго, трето, све, сепак владата е тоа што не држи многу рачун за трошковите на граѓаните, ќе имаме и друга тема што ви ја најавувам дека ќе објавиме, но една што е веќе објавено. 20.000 евра риба, морски плодови, октаподи и така натаму. Дали вредеше овој тендер да се направи во овој период? Прво имаше три тендера се. Имаше соопштение од службата за заеднички работи, дека се работи за рамковен договор, кој што не се однесува само на владата, туку се однесува на сите ресторани на Созара, дополнително и на председателот на собранието и на председателот на државата, бидејќи сите се снабдуваат преку службата за општи и заеднички работи. И тоа е рамковен тендер, односно рамковен договор, каде што доколку некој нарача од сите овие кои што се корисници, тогаш нормално ќе треба тоа и да го плати.
Меѓутоа со оглед на тоа дека и тоа што ќе се нарача треба да биде платено од средствата на граѓаните. Премиере, Последно прашање, Алфа повели. зошто се чекаше до сега да И- биде гласани, односно донесен? И добро вечер, почитувани гледачи. Вонредна пресконференција на премиерот Димитар Ковачевски Таче, или што би рекле од ВМРО ДПМН, човекот кој што избегал од војска. Како и да е, конечно призна дека ингеренциите за снабдувањето со топлинска енергија, како и со електрична енергија, е ингеренција на владата, а не на општините или на градот Скопје. Неколку пати влегува во конфронтација со градоначалникот на град Скопје преку социјалните мрежи. Добро е вака да си признае дека негова е одговорноста. Она што мене ме чуди е дека не знаеше да даде одговор на логичните прашања како тоа ние ќе земаме руски газ од Србија, кога има забрана од Газпром за реекспорт на тој газ. Иако се трудеше да објасни дека ние ќе вршиме размена, ќе сме произведувале електрична енергија, ќе сме им да ја дале на нив, а они затоа ќе им дале газ. Размената е уште еден вид на трговија. Трговија со руски газ од Србија е забранета за Македонија. Тоа не знам како ќе го изведат и кој ми е планот, бидејќи конкретен одговор не слушнавме. Интересно беше тоа што и го слушнавме една за промена, можеби како премиерот го пофали лидерот на опозицијата или така наречениот министр за опозиција, веројатно му е во кабинет, па затоа и мораше да го пофали. Како и да е, имаше и таква една пофалба, но тоа е добро за промена, да се нормализира оваа максимална поларизација. Што го пофали? Па го пофали, му честитам на господинот председател на ВМРО ДПМН, затоа што составил сублимат од сите предлози кои што ги дал Ковачевски и денеска тој ги предложил како негови. Значи практично Мицкоски бил во ситуација според Таче бил записничар. Денеска Мицкоски ги предложил. Па добро. Според зборовите на Таче, Мицкоски во периодот бил записничар и фагел прибелешки од предлозите што ги дал Таче и денеска ги презентирал како своји, тоа го кажа Таче. Како и да е, Јакимовски беше министер за економија, има логика ова што го зборуваше. Како и да е, еден чар од Мицкоски да видиме. Ако денеска он не ги соопштеше мерките, владата немаше итно да заседава и немаше сега ова да го имаме. Така да еве еден чар од Мицкоски. Добре. Драго ми е што го слушнав ова, драго ми е што на регулиран пазар ќе бидат снабдени и болниците и училиштата. Не ги спомнаа градинките, не знам што мислат со градинките. Слушнав субвенции за компании, слушнав субвенции За граѓани. за граѓани. Не знам јавните предпријатија што рекоа, не се сеќавам баш за јавните предпријатија, но како да кажам, премногу е добро за да биде вистинито. Ајде да видиме. Ше причакаме. Идејата околу национализацијата на пријат. Искрено тоа мене не ми се допаѓа. Ние сме капиталистичко општество, национализации се својствени за социјализам. Иако на директно прашање Таче не одговори, имаше директно прашање колегите новинари кои што го праша дали ова ќе значи национализација, тој негираше дека национализација значи нешто друго. Ама Пак сега. Има методологија за тоа ако се сака да се откупи некое предпријатие. Значи ќе мора да се направи проценка. Таа проценка не е од денеска за утре. Значи треба да влезат проценители, се работи за огромен капитал на таа фирма и после проценката ќе може владата да пристапи дали на преговори, дали не знам на што значи дека за тоа ќе треба време. И ја претпоставам дека таа проценка минимум 2-3 месеца ќе може и повеќе. Веројатно ќе треба да се избере на тендер,
консултантска куќа која ќе ја врши проценката или овластен проценител, но во исто време граѓаните мора да бидат снабдени со топлинска енергија. И затоа предпоставам дека ќе најдат заеднички јазик со господинот Ванчо Чифлиганец. Колку што знам, неговите месечни ануитети се 900.000 евра, а владата според методологијата утврдена од регулаторна комисија негде 700-740.000 евра може да му дава, што значи некаде околу 200.000 евра има загуба во субстанција и тука е главниот проблем. По мене треба да се најде решение. Ковачевски се повика на член 6 од Закон за енергетика, дека ќе биде согласно тој член дека ќе практично ќе управуваат со топланите. Тој член сега ќе го прочитам, став 1. Вели владата на Република Македонија по претходно прибавено мислење од регулаторна комисија за енергетика и мислење или решение од комисијата за заштита на конкуренцијата, како и по претходно прибавено мислење или предлог на друг надлежен орган или општина или град Скопје, може да донесе одлука со која на друштвото кое што врши енергетска дејност, а не е наведено во членот 4 став 4 од овој закон, да му наметне обврска за обезбедување на јавна услуга во определен временски период со цел да се обезбеди сигурност, вклучувајќи и сигурноста во снабдувањето, редовност, квалитет и цена на снабдување, ефикасно и економично користење на природните ресурси, наменети за производство на енергија, унапредување енергетската ефикасност, поголемо искористување енергија од обновливи извори или заштита на животната средина и убlažување на климатските промени. Така да, мислам дека ќе се повикаат на ова, дека има потреба од непречено снабдување, од непречена јавна услуга, и дека така ќе имаат некоја веројатно принудна управа во топланите. Тоа јас така го разбирам. Но јас сепак мислам дека и господинот Чифлиганец е разбран човек и дека ќе најдат решение со владата, но ја би се осврнал на уште една работа. Овде го слушав внимателно интервјуто на министерот Бектеши, кога спомна дека општини, јавни предпријатија, училишта кои не успеале да склучат договор на регулираниот пазар, дека 80% поскапа ќе плаќаат електрична енергија и дека со тоа го оштетуваат буџетот и дека ќе треба за тоа да одговарат. Па јас вака јавно да го замолам господинот министер да најде фирма која ќе се јави на тендерот за снабдување со електрична енергија на општина Карпош, бидејќи на еден тендер веќе распишавме, никој не се јави, се распишавме повторно никој не се јави, а исто така да го потсетам дека фирмите со кои што имавме склучени договори лани односно оваа година во јануар месец не ги раскина договорите. Така да нема логика да ни прети и да зборува за оштетување на буџетот кога работата не се изрегулирале доволно како што треба. Сега, од една страна, зборуваме за берзи, зборуваме за слободен пазар, зборуваме и така натаму, но од друга страна сметам моето мислење дека во оваа ситуација кога се прогласува кризна состојба треба и пазарот комплетно трговија со електричната енергија да се превземе елем во оваа ситуација, да нема измеѓу приватни предпријатија кои што ќе ни наплаќаат 10, 15 или не знам колку посто, тие рекоа дека 10% не сме повеќе од 10% да ја зголемуваат маржата, меѓутоа онака како што ми кажуваат тие што ја знаат работата, не е така, повторно предпријатијата ќе одат некаде до 30% заработка. И ако сакавме да ги заштитиме ние и фирмите и нас како крајни потрошувачи, ние сега овој слободен пазар на електрична енергија требаше да го суспендираме и да имаме тотално регулиран кој ќе биде под капа на државата, тоа да го работи елем и никој друг. Инаку во Законот за енергетика, член 6, во став 4,
се вели навршител на енергетска дејност на кој со овој закон или со одлука од ставот 1 на овој член му е утврдена обврска за јавна услуга, може, ако е тоа потребно, да му се додели надоместок за вршење на услуга од општ економски интерес согласно со прописите за државна помош. Ако може на доместо како тоа земи му е фирмата и Нема да ме зема фирмата, а јас со тоа што го разбирам согласно овој закон, тој само ќе има обврска да не престане да произведува топлинска енергија и ќе се ја наплаќа. се наплаќа по цена што тие ќе му ја кажат. нема И ако трпи загуби, никој не го ферма. Значи не може ќе има значи тие мора да му дадат него на доместо. Не може ај сега ќе дое тебе студиово, ќе ти го земат и ќе си имитуваат програма. Ти таков закон ќе смислат. И ќе си имитуваат програма и може да ти дадат пари, ама и не мора, мора да си платиш. Добро, ако може на кратко да ве прекинам, ја следев и вашава Абе луѓе дебата. окупатори кога биле германската војска кога била овде, све што ќе се земе си плакала. Ако дојде јајца ти земе кокошки, ако дојде месо да зима и си плакале луѓето, окупација била. Не, Не држава на собствен народ. друго мислам дека е суштината. Еве го излегува Ковачевски, Сабајле го гледавме, лидерот на опозицијата Мицкоски. Значи добро, значи суштината е Јас сум дека опозиција од јас Хаваме денеска Јас сум лидер него. го читав словачкиот премиер кој што во интервју за Financial Times вели дека словачката економија е пред колапс. Словачка која што има нуклеарни централи, која што има хидроцентрали, која што има фабрики кои што произведуваат И кој има 100 милиона GDP. кој што има 100 милиона А ние имаме GDP. 10 милиона. И вели, меѓу другото, словачкиот премиер, нас ни е потребна 1 милиарда евра помош од Европска унија, иначе ќе ни колабира економијата. И сега ги гледам Ковачевски, ги гледам Мицковски, не знам дали да се смеам, дали да плачам, дали се свесни во какво време живееме и со што се соочуваме. Понатаму верувам ќе ја коментираме темата околу експлозијата на Северен тек. Значи, Германија е наш најголем трговски партнер. Денеска целата германска берза е во црвено. Значи блешти црвена боја. Ако таму почнат рестрикции за газ, ако таму почнат рестрикции на струја, прво што ќе се угасне ќе бидат компаниите како и кај нас. Така, кај ќе продаваат нашиве што произведуваат? Дали некој е свесен што не чека? Мене тој момент не ми е јасен, бидејќи гледам политички Јас игри се колку што ценат имам преваруваат, кој информација- ќе искочи на пресконференција и кој ќе даде подобар предлог, едниот ќе заштедел 300 милиони евра на државата, другиот вика се ќе биде окей, го сега премиерот го слушам, што ќе биде окей? Јас колку што имам информации дека Европската унија ќе ни додели негде околу пола милиарда евра за справување со енергетската криза. Тоа се моите разузнавачки информации. Добро, ама знаете што е суштината, граначалник? Не е суштината дали ние ќе купиме струја, дали ќе имаме од каде да купиме. Не е суштината дали ние ќе имаме газ, дали ќе имаме пари да купиме газ, него дали воопшто ќе има газ од каде да купиме. Имаше саботажа сега на Северен тек. Не е чудно да се случи саботажа и на друг тек. Јас морам да ви кажам дека не знам зошто вие новинарите толку се трескат од земја гасот, дали Србија смеела да ни даде газ или не смеела и така натаму. Значи нас не ни е битно мачката дали ќе биде црна, бела или шарена, битно ни е да лови глувци. Нас не ни е битно од кај ќе најдат, дали ќе земат руски или како сака газ нека биде, газ да има од централата се произведува, дали ќе го плаќаат, нема да го плаќаат, дали ќе извезува струја, тоа не ни интересира. Ајде малку да си береме ние наше гајле. Значи не ни интересира кај ќе земат газ. Значи може да биде тој руски, може да биде Дали од Србија или од Занзибар? српски, занзибарски, од Сирија, од кај сакаат може да го земат. Проблемот е во тоа што нашето стратешко партнерство кое што нели го имаме и уставно регулирано се става во прашање и импликациите од оваква одлука може би ние на краток рок ќе се решиме и ќе имаме грејење, ама импликациите би можеле да бидат далекосежни. Какви импликации? Ако смрзнеме што ќе сме на НАТО кипови ледни? Па ние на НАТО му требаме живи, не смрзнати. Па прашање е тоа. Се ако има да не грејат, добро, ако не, нели нека донесат нека Нема, подвижна атомска централа да монтираме. Целиот проблем почна поради тие санкции кон После тие Русија. руски.
Русија. Не, санкции кон Русија. И сега ние пак ќе бараме спас од Русија, а воведовме санкции. Тоа е, мислам дека иронијата на кое што Тоа сега да го кажам. Знаеш ли кога ќе биде кокав ќе беше ударот врз земјоделците и врз економијата да не беше можноста за реекспорт преку српски фирми во Русија? И тоа што е продадено во надворешна трговија е продадено со реекспорт во Русија. Види се. А ние имаме Тоа што санкции. ние на Србија, додека Србија имаше санкции од Обединените нации, дошло дека имаше санкции, све извезуваше преку Македонија и тогаш кајмакот им го земавме ние на србите. Сега вака со години ќе видите србите нас ќе не земаат, ама за жал од тие што најмалку профит прават, а тоа е од земјоделците. Сега истото сега ќе се врати, само ние малку подолго ќе плаќаме, они тогаш кратко плаќаја, некои 3-4 години санкциите кои беа воведени према Србија. Александар, да Денеска би да разговараме на една друга тема. Таа тема е темата околу назначувањето на генералниот секретар на ГРОМ за директор на ЈП Паркинг Скопје. Тоа тема. Тема е, гледаме, имаме социјални мрежи, читаме. Демек, кајте бизнис сега сте договориле. Бизнис. Да. И шо бизнис со рампи, дигање спуштање. А они претходно бизнис не правеа. Не знам, вака имам јасно дека неколку имотни листови кои што се од станови вака од 4 стана, меѓу кои што едниот у Охрид. Сега ќе ги објавиме во наредниве неколку дена. Веројатно мислат на таков бизнис, бидејќи мене навистина не ми е јасно како се прават 4 стана и еден стан во Охрид за време на опозиција, стварно. Значи, за кого збориш? Немаме за мене да збориш. Или ја имам станува? Милош. А за Милош? Да. За Милош. Браво, Милош. па се што да правам? Работам. Работи струја, продава берзи. Математички. Па мораш да ги следиш берзите. Да не е Милош без брада. Па и повисок. И научарчи има. Вие енигма некој ни прави, таа е добро. Не, добро. Ќе објавиме темата наредниве неколку дена, да. Тоа натаче ли? Кабинетот, да. На турски, како се викаше, Бакам. Што е бакал? Бакам министер. Граначалник, И тоа Сейм Бакам, почитуван министер. многу интересен став, а и тоа беше актуелно изминатите денови во Македонија. Претпоставам подоцна ќе се префрлиме на теми во светот. Многу интересен беше вашиот став во однос на скандирањата и свиркувањето на бугарската химна. А што е интересно тука? Па видете, нашиве политичари пред се останаа резервирани како да се срамат, имаше дел од opinion makeri од власти од позиција кои што се срамеа од гневот кој што македонскиот народ го искажа кон химната на нашата соседна држава, која што патем изминатите 5 години не понижува, угнетува, навредува на секој чекор. И јас мислам дека е таа реакција и оправдана, и очекувана, и логична. Ама ова е реакција нормална кога власта е отуѓена од народот, а кога опозицијата бега од проблемите. Опозицијата се избега од парламент за да не речат дека гласале против, ама овој народ не бега. И овие навивачи на македонската репрезентација се гласот на народот. Тие деца тамо, претежно млади, им кажа што народот мисли. И не се ништо тоа што ги навредува, тие не навредуваат цело време. Тие и натаму продолжуваат дека сме имале фалшлива историја, и натаму дека нашиот македонизам не спобудалел, и натаму дека македонски, бугарскиот јазик ни дозволиле да се нарече уставен македонски јазик. Значи, натаму тие си продолжуваат. Ја не знам како
еден не се најде да им каже ај ве молам марш. Ако бидеме Имаше еден таму. Јас би им го рекол тоа. Ако, како мислите, вие после изгледа се занесувате да станеме членка на Европска Унија, а како да зборуваме со кучешки јазик? Таа шанса нема да бидеме од вашето друштво. Тоа треба да им се каже јасно, затоа што вие нам ништо не ни прогледувате низ прсти. И ако продолжите да ги подржувате овие фашисоидни нивни барања што ги доставуваат до нас како влада, ние можеме и да ретарираме. И тука нема ништо за што ние треба да се срамиме и напротив, за мене тие деца не сторија ништо посебно, туку само го кажа гласот на народот, крикот на македонскиот граѓанин кој што во овие 6 години е згазен, значи понижен, и сиромаштија се јаде, и немање на пари се јаде, и немање на леп се трпи, значи се издржува. Понижувањето е тешко. Кај нас во село викат зла рана ќе зарасне, зла дума не зараснува. Думите што тие ни ги кажа во изминатиот временски период не може да не залечат и ни Европска Унија, ни свети Европска Унија може тоа да го компензира. Сега, ботчиња, писателчиња, новинарчиња кои што сакаат, не знам, демек се проевропски, ако се бранам и ако не се сложувам со нивното понижување што ни го кажуваат, јас сум бил против Европа. Ако ме понижува, против сум. Еве, јасно кажувам, ако продолжат со нивното понижување, сум против и тоа ќе го аргументирам и ќе се борам против тоа. Не сакам да бидам понижуван, поготово не сакам јас, кој што сум политички активен и кој што овој народ сакам да го водам. Или веќе водам, сум начело на 65.000 граѓани во држава и начело на една партија. Ако тие сакат да ми го понижуваат народот, да ме подржуваат земјата, и ако јас како политичар го прифаќам понижувањето, не е должен народот да го прифаќа. Но јас сум тип на политичар кој што не прифаќам понижување, ниту прифаќам уцени. И тие уцени треба јасно да им се каже, продолжите ли со ова, ние сме спремни да смениме курс и точка. Тука да застанеме со дружбата со вас. Мене граначалник во целата ситуација И тоа не е ништо страшно. Не сме биле антиевропски. Ако ме понижуваш, сум антиевропски. Што барам таму кога ме понижуваш? Ај оди ти на свадба кај што ќе се смејуваат со тебе. Кај што нема да ти стават да јадеш. Кај што ќе те седнат на маса до вецето, ќе седиш или ќе станеш да си одиш. Каде што не знам ни сватовите, ни невестата, ни младожените ќе се поздрават со тебе. Така ли е? Така е. Па фала Богу дека нема да сакаш да присуствуваш на такво весело. Така да и ова. И нема што тоа ние да се срамиме да им го кажеме. Добро, мене она што најмногу ми изреволтира беше реакцијата на македонското МНР која што беше експресна. За разлика од тоа, јас јавно сам имаме на група со новинари кај што поставуваме прашања до Министерството за надворешни на Вибер. Во таа група апелирав, односно им пуштив видео каде што нацистички скандираат бугарите, каде што ни навредуваат македонците, каде што коментаторот бугарски... Тие што скандираат и преди и сега Македонија е българска. Да. Да, ама тоа се случи пред неколку месеци. И тоа ничи не се тие на надпревар, него се собрале, се збораат и сте слушнали ли вие да е покрената постапка против некого во Бугарија што има говор на омраза, што скандира и преди и сега Македонија е българска. Сум слушнал само за една реакција, тоа беше реакцијата кога се запалија, кога починаа 50 луѓе во автобусот на Дурмо Турс, имаше бугарин кој што буквално гнасни работи се изнапише за луѓето и мислам дека заврши во полициска станица, не знам до каде е случајот, но ние го имавме Ангел Џамбаски кој што вели дека Бугарија од Црното море до Охрид во кампања изборна во Бугарија. Ако тоа не е санкционирано со бугарските закони, не знам што би било. И сега ние треба сето тоа да го премолчиме. Значи тоа се МНР го осудува македонскиот народ. Сите го мислиме тоа. Да сум бил на стадионот, ја не го осудувам, јас ги подржувам. Истото би го кажам. Јас ги подржувам. И уште еднаш ќе им рачам, момци, така се сака и така се брани државата.
Градоначалник, Една нација е нација која ќе има непокор. Ако сме сите со наведната глава и со свиткана кичма, немаш од неја за нација. Ако има непокор, тогаш имаш нација. Ами има сега коментари на организирана кампања по социјалните мрежи против Васја Кимовски, дека вие сте ја свиткале кичмата пред Заев, Таче, не знам кој. Па величам на тако дека пред некој... прилично исправено. Значи, величам дека пред некој ќе ја свиткам кичмата, а која е таа група? Ја не ги ни пратам, да ти кажам искрено. Знаете што? Има луѓе кои што не знаат дека се многу битни. Не се свесни дека се битни луѓе за заедницата, за општеството, ама има луѓе кои што никако да сватат дека воопшто не се битни. Поготово мене не ми се битни во животот и нивното мислење. Така да нивното мислење не ми е воопшто битно. Зошто би свиткал кичма? Зошто? А како мисле они пред Мицковски да свиткам кичма? Веројатно, кога луѓето даваат такви квалификации, веројатно тргнуваат од себе. Јас немам друго објаснување. Претпоставувам дека таква клиентелистичка група, која што во моментов е најактуелна во редовите на опозицијата, мора и у власта нормално, но во опозицијата е најгласна. Таков клиентелизам владее таму што тие мислат дека на начинот на кој што тие се продале за функција, за работно место, за некој, не знам, некоја сума на пари, дека така размислуваат сите други како нив и ако ние имаме поразлични ставови, тогаш ние сме биле купени од некого. Зошто мора да биде купен за да имам поразличен став? Они веднаш со тоа, некој е купен, штом некој не слага со нив, он бил купен. Тоа е многу симптоматично. А добро, се извинувам, а зашо они не купеа? Па што не купија они? Со нив бевме, што е беше проблемот? Нити се сиромаси, нити еве, као ти што кажуваш, биле богати, што они не купија? Па ние бевме купени од нив без пари. И без ништо. 9 години. 9 години. И на крај добивме понижување, и на крај добивме обиди за моја смена во партијата. Како да ви кажам, 100% неуспешна, а ја никого не лажев. Тој мене, односно тие мене ми дава лажни анкети за да сватам дека не треба да се кандидирам за градоначалник, ја никого не лажев. Така да, они требаше да бидат свесни дека кога ќе растуриме коалицијата, дека ќе имат проблем. Ја немам проблем што не сум со нив во коалиција. Не знам зашто они имаат проблем. Не сум им требал, не рачунале Гром за силна партија, нити значено нивно придонесот на Гром и во ред, ништо страшно. Знаете, има еден интересен момент кој што може... Јас го сметав придонесот нивни голем, но очигледно дека тие не сакат да имаме дружба со респект, со почитување. Ти си ти, јас сум си јас. Не сака повеќе да се здружиме и завршена работа. Има еден дел од раководството на ВМРО-ДПМНЕ, на таа партија, кој што се однесува како да ги поседува авторските права за патриотизам во Македонија. Значи ти ако не си дел од коалицијата... Слушай, ги видов колку се патриоти, крешни бе, трешбек, теши ги шутираше на говорницата, си ги поливаше како икебани, многу се они патриоти. Зошто? Ава, молим те, како икебани си ги прскаше тука да... Тоа е на Бојан, не знам како се презиваш, Стојановски мисля се презиваше, си го, да, на Лутавче, па се пофали на Фейсбук, е честито. Што друго ти кажам, брат? На телевизија. Добро ги застапуваше ставовите на опозицијата. Пак ти на опозицијата. Ами јас сум опозиција. Добро, нема врски и он е опозиција. Моите ставови не ги застапува. Суштината ми беше на тоа. Дали, не знам, на Пасиев му замеруваат затоа што бил дел од шарената револуција, па сега не можел да биде патриот,
зашто бил дел од шарената револуција, на вас затоа што излеговте од коалицијата. Кој е тој момент, зашто не може да сватат дека луѓе може да членуваат и во други партии, да делуваат различно од нив, а да си ја сакаат државата? Затоа што видовме дека 30 години кој колку ја сакал држава, пошто ништо не е направено. Во суштина ништо не е направено. Ние сме сега во ситуација каква што сме, благодарение на тие 30 изминати години. Ние да сме имале поголемо производство на електрична енергија, ќе сме немале проблем. Да сме имале гасовод, да сме имале извор од каде ќе го црпиме тој газ, немало да имаме денеска проблем. Да сме имале пласман на различни пазарски од европскиот. Место да правеа приватни централи, требаше државни да прават. Така е. Така и Требаше сега, и сега се сите патриоти. А стигнавме до Панде тука. Лазаров што го затвараа, денеска го сретнав, го изгушкав. Тој е најдобриот директор на ЕСМ што го имала во историја. Најголемото производство на Рек Битола е за времето на Панде Лазаров. 6.500 гигават часови. Тоа е рекорд. Рекорд кога бев министер за економија и уште една многу битна работа да кажам. Кога е Панде Лазаров директор, па кога не е, па кога пак е. 64 милиони, повторувам, 64 милиони разлика во трошоци во Рек Битола. Колку имало помалку кај Панде? Кај Панде се разбира кај кого? Кај Панде. 64 милиона и во едниот и во другиот случај помалку трошоци во однос на тие што биле пред него и после него. Тоа само кажува зашто дека тие резултати не биле случајни и дека не се случило во историја, значи додека бил Панде Лазаров директор, да на електростопанство му паднат државни гаранции. Значи да не е способно електростопанство во Македонија да си плати гаранција што ја дала државата за меѓународни кредити за градење на хидроцентралата Козјак, за градење на хидроцентралата Света Петка или Матка 2, кредити земени за ревитализација на нашите хидроелектрани, значи тие некогаш се управуваат таму од каде што се. Меѓутоа, значи компјутеризација и така натаму, се тоа за ремонти што се зима, се правеа, значи не се случило гаранција на електростопанство, за жал во изминатиот период се случи да паднат гаранции што ги дала државата за електростопанство, па да мора да ги плати државата. Значи све зависи, што викаат Штипјани, зависи од човекот. Добро, и сега резултат на овој патриотизам за кој што јас коментирав е да секој четврти македонец живее надвор од Македонија. Имаме 700.000 луѓе со македонско државенство кои што не живеат во Македонија. По анкети резултатот е 56% нема да излезат да гласат на избори. Од тие кои што ќе излезат да гласат, 16 ВМРО, 13 СДСМ. Ова во февруари. Ова е во февруари. И сега, ако сакаме ние да збориме за розови приказки, дека не знам колку водела опозицијата, овие процентите, 3%. Тоа загрижува, тоа што опозицијата константно ја води, да не ми замери Јакимовски, најголемата опозицијска партија некоја води постојано со погрешни информации, погрешни тактики, погрешни јавни настапи во бездна. Или тоа изгледа, кога не изгледа дека е намерно, изгледа дека, кога не изгледа дека е грешка, изгледа дека намерно му и асистираат на владата. Или на оваа власт. Не може они да владат во една таква врховистичка приказка, во една таква умислена елитистичка приказка. Околу врховизмот и елитизмот ќе разговараме со лидерот на ВМРО ДПМН во друга, кога ќе се охрабри да дојде на телевизија или на тука кај нас. Да не го сменат до тоа. Тоа си е нивна работа. После полесно ќе доаѓа како аналитичар со математички прецизни. Види, анализи ќе настапат. Пак мораме да алармираме. Че градоначалник, секој четврти македонец живее надвор од држава. Имаме уште толку кои што се спремни уште утре да си заминат. Што ќе правиме? Едноставно како нација изумираме поради тоа иселување. Македонската економија многу тешко ќе ја преживее оваа зима.
Народот ќе преживее, ќе се снајде, ќе се грееме со амболи и со чуда, ќе се снајдеме и без струја сме живеели, со струја. Можеби ќе биде тешко, не викам не. Каде во зграда на 10-ти кат без струја ќе живееш? Кој те лаже? Се грее од грејето тој под него. Да. Ќе оваиш паркетот? Не знам урадачник, вас ве прашувам како човек. Зошто не разбира дека е сериозна работа да водиш држава? Дека тоа не е пазар, како што они го гледаат цело време у политиката. Сега градоначелник, вие сте Јас политик. денес имав средба со една професорка по математика. Ми кажа загрижувачки податоци дека се помалку знаење има кај младите генерации, што е најстрашно кој ќе ги информираш родителите дека на нивното дете не е слабо по математика, вика па ние цела фамилија сме слаби по математика. После не се ни труди да детето евентуално научи и така натаму. Вика па ние цела фамилија, нема проблем. Општеството мора двојки, тројки да пише, ај на крај ќе ги направиме и четворки. Знаење дали има и нема. Тоа е она што загрижува. Образованието е фундаментот на нацијата. Образованието без како вика, без ука нема наука. Ако, како беше Ленин, како рекол, учи и само учи. Но бил паметен човек Ленин. Значи, ние со неучење, од најрана возраст ги учиме децата дека секи биде мет и млеко во животот. Ние им даваме лош пример. Тоа значи да не видат нешто тешко овде, туку најлесно мислат дека ако се замине и ако друг ти го бере гајлето, работиш за некој газда во странство, дека тоа е решението. Многу работи треба да промениме. Како што реков, од системот на образование, уште од детска градинка, функционирањето на правната држава, како е социјалната, економската сигурност. Ќе слушаме ли да не работат како бавче или ќе гледаме да донесеме странски инвестиции овде да се отворат фабрики, овде тие деца да се запослат. Сега се случува да немаме градежни да работат. Па кај ќе имаме? Кутрите за 300 евра идеш на траса да работиш, ниско градба да асфалтираш ти на 40 степени летоска. Фала Богу дека ќе бегаат, дека ќе ги нема. Значи, економски политики, правилен однос за плати, треба да се прекине со вработување во администрацијата. Значи, треба респект поголем према тие што го создаваат, што го креираат ДДВ-то, персоналниот данок и придонесите за пензиско, здравствено и инвалидско осигурување. Тие ако не го направат, не ги создадат, не им создадеме услови да можат да репродуцираат даноци и придонеси, што ќе земеме ние плата, што ќе ополниме буџетот, а вие гледате дека секој кај нас што има бизнис, што знае да води бизнис, ние да можеме во чаша вода ќе го давиме. Споменавте за странски инвестиции, има интересен момент. Германски инвеститори сега одат во Мароко, пошто таму има струја и поевтина и работната рака, сакаат да инвестираат и делот автомобилската индустрија таму да пренесат во Мароко, пошто се сигурни дека ќе има струја Мароко. И сега, кој ќе дојде кај нас? Кога ние сме бетер од таму од кај што бегаат? Ме разерат. Вие сте помлади, не го памтите Светозар Вукмановиќ Темпо. Тој бил, како викат на српски, засланик Централно комитета Комунистичке партии Југославија и председника Тита и генералnog секретара Комунистичке партија председника Тита у Македонија овде. И он веќе беше пензиониран, стар, веќе накај 80 години и на последниот Југословенски конгрес на Комунистичката партија на Југославија излезе и изборуваше за реформи, тогаш идевме во повеќе партиски систем, пазарна економија и така натаму, и викаше вака: капитал иде дже му е профит највеќе. Капиталот ќе оди таму каде што може најмногу профит да оствари. Или да го одржи бизнисот. Не Мароко, отаде Мароко ќе одат, значи фино и лепо, клjuč на брава, идат каде му е него има услови за да прави бизнис, уопште не гледа ни држава, ни све. Значи, капиталот се сели
Затоа се тие мултинационални компании се сели веднаш каде што трошоците за производство му се пониски, за да може да биде поконкурентен и да биде профитабилен. И со тоа и да обезбедува натаму развој на предпријатието. Добро, има едно одлично прашање градоначалник. Ајде да го искоментираме претходно предлогот на Левица на Апасиев за референдум. Тоа е веќе во постапка денеска, вчера го или денес. Прашањето е дали сте за влез во ЕУ, го парафразирам со прифаќање на заклучоците во собранието. Се мисли на францускиот предлог. Па го гледавте вие Апасиев, он сега вика да наречат дека сме антиевропски. Сега значи он свика. Значи него го отчукнале по бушавата коса. Значи, после изгледа му изтерале нешто од косата излетало и гледаш сега како и он сега да замајава пак народ со референдумот, ама да не бил антиевропски. Сега и он каже, не е више он за кубански социализам, он да не биде антиевропски. И што испадна крај? Сите цвикаат. Ем избегаа од гласање во собрание, ем сега ќе ни правеле референдум. Дојди бе вамо кај Бате Стефче да подпишеме договор дека ако народот ни даде 61 пратени, ке го поништиме договорот и точка. Што само сега у договор со Таче си правите овде трикчиња да замајувате народ, да не се бави со проблемиве, со немаштиева, него ќе се занимаваме сега со вашиот референдум. Просто е прашањето. Народот ако ни даде 61, ќе го поништиме, искочите тоа да ветите. Ама не смеете. Тука ви е проблемот. И затоа сега ќе офолираме народот. Добро, имаше еден... Сега, едниот проба, па ги промешил, членовите ги погрешил од цитирањето. А ја 10 дена претходно знаев, уште не поднесен иницијативата дека е договорено да му ја одбијат. Ќе одбијат ли ова? Па и ова ќе му ја одбијат. Тоа е све игранка договорена меѓу нив. Ако сака они да бидат ин во процесот, и ако сака процесот да го држат актуелен, они не требаше да ја напуштат салата. Собраниска требаше да гласат против, таму требаше да има скандали и после тоа да излезавме со шатори пред влада, бараме пред времени избори и така. Тоа е тоа што се прави. А све останато е театар. Многу интересен став. Односно приредба, оние приредби кога прават во забавиште. Две рачички со 10 прста. Недостаток на став денеска имаше и председателот на ВМРО ДПМН кој што па го иницираше идејава за референдум. Како тоа недостаток на став? Недостаток на став. Односно немаше став. Затоа што го праша. Обично неговиот став е лежечки. Па не, го праша дали лежачи полицајци. Дали ќе ја поддржи иницијативата. Да мораш да закочиш пред да дојдеш до него. Го праша дали ќе ја поддржи иницијативата на Левица за референдум. Сега вика не знам да ја разгледаме, а претходно рекол дека ќе ја они договориле заедно. Гледате која е неискреност. Па заедно им е договорено. Добро, мислам дека народот гледа и си суди и ќе им пресуди на следни избори на сите, кои што го лажат народот. Избори тоа е пак збориме за ситуација дали ќе добијат или нема да добијат власт. И пак збориме за интереси, пак збориме за референдумот е многу лоша приказна за вака битно национално прашање. И сега не збориме дали со ова ќе изгубат рейтинг или нема да изгубат рейтинг, ние збориме дека го ставаат националниот интерес на коцка. Не, тие се во договор со Ковачевски за оваа работа. Ние ќе правиме референдум, како ќе правиме референдум, ќе искочиме, ќе ја напуштиме парламентот, а после ќе правиме референдум, вие ќе не одбивате, ќе правиме циркус да бидеме темата да ја држиме, да не ја затвориме. Ако сакаат темата да биде отворена, во парламент сите ќе беа против. Не Урсули се ти Урсули да дојдеа.
Има многу интересен коментар од гледач, односно прашање, Ѓорги Нумовски, со тоа мислам да се префрлиме на свет. Вели, во последниот период сведоци сме на заканите од потенцијалната нуклеарна војна. Дали како градоначалник на општина Карпош, господинот Стефче Акимовски има упатено до инвеститорите на зградите за задолжителна изградба на подземни бункери. Доколку не, под чија ингеренција се овие стратешки скривници, дали постои некој план за изградба на истите во новоизградени стамбени згради? Не се прават веќе скривници, таа е работа на Центарот за управување со кризи. И таа мора да биде регулирана со закон, а не можам јас да наредам некој да прави бункери, едноставно ќе каже кој си ти да ми наредиш. И да донесеме било кој акт ќе ни го обори на Уставен суд. Значи, ние не може да регулираме подрачје што не е наша област, наша дејност. Идејата е интересна и дури мислам дека ова треба да го афирмираме за навистина во новите згради да се градат повторно скривници. Ние сега скривниците ги имаме сите направено магазини. Гледате противпожарните скали, сите си ги имат доградено тарасите, не можеш ти ако има пожар да се симнеш преку противпожарните скали или па евентуално преку нив да се качиш да гасиш, тоа е тотална неодговорност. Добро, кога сме веќе на темава, можно ли е да се случи нуклеарен конфликт? Дали од поголем размер, дали ќе биде со ограничено? Многу вака е прескокна од бункери у Карпош на нуклеарна војна, Трета светска војна. Поентата беше на прашањето за нуклеарни бункери. Знам, многу е скокна од нуклеарна од бункери у Карпош. Следно прашање, мислам дека треба да го искоментираме, саботажата на Северен тек. Или експлозијата и дупката во цевководот од 1 километар, за кој што велат дека е експлодирала сама од себе, ама има и информации дека е саботирана. Значи, данците мислат дека дека е саботажа, а германците дека е диверзија или обратно. Едните ја викаат диверзија, другата е саботажа. Еве како постепено светот ќе дојде до нова Трета светска војна. Значи, оваа диверзија што е направена на северниот ток, тоа значи дека сега бројот на руските подморници во Северно море и сегде кај што имаат вакви гасоведи енормно ќе се зголеми. Втора работа, претпоставам дека русите сега негде ќе им вратат на некој нивни гасовод, а русите имаат специализирана подморница за саботажи на големи длабочини и еве како постепено од војна со ограничен интензитет и размер постепено ќе се претвори во можеби Трета светска војна. Значи еве се напаѓа цивилен објект, тој е дигнат во воздух, веројатно они ќе вратат на друго место. Не се случајно оваа мобилизација делумна, они викаат 300.000, Господ знае колку ќе се мобилизира. Мобилизирани и пуштат минимум толку доброволци. Така да игранката е многу поголема. Имам информации дека Соединените американски држави ќе испорачуваат сега уште поубоито и подалекометно оружје, поготово против авионски системи, како и ракети од долг дострел. Војната ќе се разгорува, меѓутоа напад на цивилни објекти, тоа значи дека сега веќе почнуваат провокациите према Русија, на кое што претпоставам дека она ќе одговори, исто така со некоја саботажа негде, и така, миц по миц, ќе дојдеме на прагот на Трета светска војна. Ја спомнавте, миц по миц победио доктор Циц. Така беше слоганот во Куманово. Викате нуклеарна војна. Со тактичко нуклеарни боеви глави беа гаѓани 104 точки во поранешна СР Југославија, од кои што 101 се на Косово и Југославија и 3 беа во Црна Гора. Тоа е осиромашен ураниум или искористен ураниум од атомските централи, кои што се пунат боевите глави.
имаат страшна разорна моќ. Мислам дека на почетокот ќе биде употребувано тактичко нуклеарно оружје, а за исти нуклеарки мислам дека многу е тешко некој да се одлучи на таква работа, затоа што ако Русија во истиот момент треба да ги испали на сите страни, тоа што значи ќе ја нема планетата, а тие ќе му одговорат. Франција е нуклеарна сила, Англија е нуклеарна сила, Пакистан е нуклеарна сила, Индија е нуклеарна сила, гледате, Иран не е нуклеарна сила. Како не е нуклеарна сила Не и воведува санкциите, Израел е нуклеарна сила. И за Израел и за Иран е иста приказната, не може да се тврди дали се или не се. Јавно не е познато. Најголема Како што зборите? и Нема никогаш јавно. јавно никад не се Израел има 3 подморници кои што секој дневно, ствари 3 подморници со 9 нуклеарни боеви глави кои што секој дневно во Средоземјето си имаат иста маршрута, си вртат и во случај да бидат израелците нападнати и да нема излез, тогаш значи сите 9 нуклеарни боеви глави ќе бидат испалени према рапите. Тоа никој да не го лаже. Израел е нуклеарна сила. Добро, интересно, она што е најинтересно е што нападов на Северен тек се случува во истиот, односно 2 дена пред да се пушти во употреба нов гасовод кој што носи газ од Норвешка во Полска. Директорите во град Скопје. Па добро, и тоа е се интересно, ама нов гасовод да се пушти во употреба од Норвешка, кој што носи газ од Норвешка во Полска. Сега дали некој воопшто верува дека русиве би можеле сами да си го кренат гасоводот во воздух, со тоа што Кремлин предмалку потенцираше изјавите на Бајден дека Северен тек на еден или на друг начин нема никогаш да профункционира ако Русија ја нападне Украина. Беше потенцирана изјава од Нуланд, исто од официјален Кремљ, извините. Така да се споменува и изјавата на европратеникот Зикорски, мислам дека се викаше, полски европратеник, поранешен министер за одбрана, кој што човек им се со слика од истекувањето на гасот им се заблагодари на САД. Сега помалку се очигледни работиве кој го уништил овој гасовод, со тоа што официјално State Departmentот вели дека немаат никаква допирна точка со оваа саботажа што се има случајно на гасовод. Јас ви кажав, бројот на тој ќе биде саниран. Не знам колку време им треба. Број на подморници сега ќе се зголеми. Секаде каде што имаат русите гасовод, тие ќе гледаат да им вратат за ова. И така едно по друго. На крај ќе биде кој прв почна, мамето негово. Добро, што ќе прави, пошто ја спомнавме Германија како најголем трговски партнер на Македонија, што ќе прави германската економија? Они голем дел од своите во 2019 под притисок од зелените, голем број од своите централи на јаглен ги префрлија на газ. При тоа Русија денеска, руски Газпром се закани дека ќе ги затвори вентилите и за Јамал. Односно не за Јамал, за гасоводот кој што поминува преку Украина. Полска многу лесно може да ги сопри и она вентилите за Јамал гасоводот. Што ќе прави Европа без енергија, без струја зимно? Дали ќе гледаме сликите, ако почне некој поголем конфликт, дали ќе гледаме сликите од руси кои што бегаат пута 100 во европските држави, пошто ја не верувам дека некој нормален... Кај ќе одиме? На Бахамите? Па не знам. Кај ќе одиме? Не, ако има мобилизација во Европа, мислите дека некој ќе се бори за сегашниот естаблишмент европски, сегашниот политички елити, за Урсула фон дер Лајен, за Столтенберг некој ќе се бори? Не знам, некој у Македонија за Таче? По не знам, може има. Кој не ќе метако глава добива и или 15 години затвори, може да се и бори. русиве ги пуштија да си одат. Вика да се очистат. Русите ги пуштија да си одат. Значи, а што мислите, кога била прва светска војна, дека сакале да војуваат? Кога била прва Балканска војна, втора Балканска војна, така лесно оделе во војна?
Втората светска војна исто. Кој сака да оди во... Па јас сеќам кога одевме ние во Јена, тоа беа плачење, тоа беа испраќање на возови, тоа беа... Значи, не е едноставна таа работа која треба да се оди во војна, се гине. Добро, сега американците, Европа ја обвинува Русија дека сама си го уништила гасоводот. Тоа е имот на заеднички, кој што знам, заеднички инвестиции на Русија и на Германија, и на руски и на Сега германски. мислам дека они ќе имаат некоја, ќе им се случи некоја диверзија и они сега нив ќе им викаат сами сте си го уништили. Ете така ќе бидат чарките сега, закачките. Не, во ред, ама нели постои опасност НАТО да го активира членот 5, бидејќи сепак е нападнат имот на држава Ако членка. НАТО го активира членот 5, вамо ќе има мобилизација на 25 милиона војска. Немаш сакаш или не кеш. Мораш 25 милиона војска. Тој случај се мобилизира. Резервниот состав на Руската Федерација е 25 милиона. А 2 милиона и 200 е активна резерва. Или како тоа го викат први позив. И ова сега приказните деме ги зимаат одма, ќе ги носат на фронт и на друго. Нема врска, па они имат 1.200.000 војници. Тоа значи дека тие војници кои што сега им се професионалци, дел од тој состав ќе оди на фронт, а овие значи во позадина ќе се обучуваат и ќе обезбедуваат територијата во позадина. Тоа значи дека војната ќе се шири интензитетот, колку ќе добиваат они посилно оружје од западот, толку и овие ќе внесуваат во борба по силно оружје. И мислам дека западот чека во даден момент да има некое посилно, сериозно разурнување од страна на Русија за да и НАТО влезе во војна со Русија. Добро, како ќе коментирате граничалник случувањата во Егејското море? Денеска Грција целата своја флота ја извади на воена вежба Копје, која што во чија позадина се крие наводно таен состанок на турскиот генералштаб, на кој што состанок се разговарало за вземање на неколку острови кои што сега Турција обвинува дека се милитаризираат. Дополнително се работи и има и економски момент во целата приказна. Турција сака да копа природен газ и нафта во околината својата поморска граница. Така да дали можеме и тука да видиме некој има аналитичари кои што сметат Мицотакис излезе и рече цело НАТО е со нас, како Турција да не е членка на НАТО. Многу аналитичари сметаат дека можна е војна меѓу Грција и Турција. Турција станува се поголема, тај Ердоган е тврторев, се бори за интересите на Турција и значи грчките острови се на 30 километра од турскиот брег. Да. Но иако е 80 милиона држава Турција, Грција воопшто не е слаба воена сила. Значи по број на техника, вооружување и така натаму се на исто рамниште со Турција. Добро, ама тие острови се, како што рековте, многу блиску до турското копие. 30 километра. Да. Така да Турција мислам дека нема да има никаков проблем кога би тргнала да ги завземе и да оствари својата стратешка цел, ама тоа значи Турција е јака, војна. пешадински е јака со механизирани оклопни и така натаму. Мислам дека во воздух надмоќ имаат и во морнарицата имаат надмоќ грците. Добро, што ни се случува сега со светот, бидејќи имаме ситуација каде што конкретно денеска тоа е нов конфликт на повидок, причините веројатно се оние протести кои што се спонзорирани според иранските официјални лица од западот. Сега гледаме како Иран го напаѓа Ирак, де факто ирачка територија, тоа е оној дел кај што е федералната држава Курдистан, која што е дел од Ирак. Гледаме во Ирак пак имаше денеска обид за преврат
од поддржувачите на САРТ. Гледаме дека во Ерменија и Азербејџан исто така врие. Што ни се случува со светот? Кој е овој расплет? Јас мислам дека пред 5-6 години ниту еден обичен човек ова не можеше да го предпостави и да го предвиди дека се случува. Ама после секоја голема, дали економска криза или ова како што беше здравствена криза, доаѓаат и војните. Вие гледате како полека се ближиме ние кон таа работа, да не се повторувам повторно. Да. Значи, закачки ќе има и сега дури ќе бидат потикнувани закачките. Како човештво, нели ја научивме лекцијата од двете Што светски да научиме? войни? Видете чија валута и расте вредноста и све ќе ви биде јасно кај се движи светот и која меша и која мути водата. Проверите на берзиве пред годината на валутите, на која чива, колку била, колку вредела, колку сега и све ќе ви биде јасно. Мислам дека на сите гледачи им е јасно, пошто секој утро пуштаме како паднала фунтата, како паднало еврото, а како расте долар. Не знам тоа ти го кажеш. Па не, добро, то ние го објавуваме на Инфомакс. Мечка, што се задумаме? Што се те листови? Колку квадрати? Ај кажи ги квадратите, жити. Околу 600 квадрати станови. Распоредени низ 4. Во 4 стана, 3 у Скопје, 1 Охрид, од кој што најмал е тој во Охрид, мора да признаја. 60 квадрати. Добро. Тоа не е мал стан. А, не, ова... Не, Па 60. многу ги има сега, Мечка, можеш да сгрешиш. Да. Ќе ти простат гледачи. Помал може да беше. Не знаеш да ги прочиташ. Некој што знае да чита имотни листови. Не, ја не ги знам да ги читам. 90 стана ли имаш? Сега и ти качуваш 83. Колку? 83 Да се сега и ти окружиме качуваш. на округло. Тоа 80 а 90, тука се. Да, толку беше прилика, сега дека најдам листок не Он гледа, ама не гледа. Да, у моментов гледам, а не Читай ги гледам. гафите горе, све ти кажува. Карпош, Карпош. Силко Вечера Карпош. Охрид, ете, гледаш. А се знае кај има бизнес, Знам, бизнес, да, граждан, знам, клима. 35, А, само кажи, колку е Охрид? 35. 43. Добро, гарсонјаче. А Карпуш која година се набавени? Ќе ги објавиме во текстот. Сега вака ексклузивно Се извинувам. ќе ги објавиме во текстот. Пошто ме гледаш, благодарам на вниманието, што и по час и половина речиси и вечерва наследевте исто така во голем број. Читете Инфомакс, добивајте ги информациите секогаш први и секогаш без цензура. Утре имаме емисија со Чиз, во петок имаме емисија со Палчо. Тенек има интересни теми, ќе има интересни разговори. Во меѓувреме што едете пари, затоа што економската криза веќе е тука и не бидете како Таче. Не бидете како Таче кој што организира пресконференција пред 10 саат кога е ефтина струја. И следете на запади да знаете кој ќе почне нуклеарната војна. Поздрав и добро ноќ.